Почитувани граѓани на општина Росоман, изминаа 2 години откако СДСМ ја освои локалната власт во општина Росоман. Изминаа 2 години, а градоначалникот Бранко Јанев не реализираше ниту еден проект од неговата програма за локалните избори 2017 година. Изминаа 2 години во кои локалните власти заборавија да работат за подобар живот на граѓаните на општина Росоман, а кои силно го ветуваа. Денес имаме нефункционална општина Росоман, која стагнира бидејќи приоритет се внатрепартиските интереси. Општина Росоман стагнира затоа што 2 години има неразвоен буџет и ниту еден капитален проект во реализација. Росоман постепено од ден на ден се претвора во слепо црево на државата. Општината како никогаш досега е преполна со нечистотија, ѓубре, дупки по улиците, раскопани улици и како никогаш досега се подлабоко и подлабоко тоне, како резултат на безидејноста и неработењето на локалната власт и градоначалникот Бранко Јанев. Почитувани сограѓани, наместо на истекот од половината од мандатот на Бранко Јанев да зборуваме за реализирани проекти, за остварени резултати, за прогрес на општината, гледаме само назадување и неработење. Докаде се проектите од програмата кои се обврзавте дека ќе ги реализирате? Наместо да се изгради градинка која треба да го реши проблемот со немање простор, тие направија простор за 10 деца. Во времето на ВМРО ДПМН се изгради детска градинка со простор за прием на 70 деца. Ништо не е направено во делот на водоснабдувањето. Нема колекторски систем кој го ветија. Не е решен проблемот со гробиштата и недостатокот на гробни места. Ветена е изградба на капела за која не дозволуваат финансиски средства, па граѓаните мораат сами да собираат финансиски средства. А замислете, имаа ветено крематориум, нешто што не дозволува православната црква. Ветен современ откупно-дистрибутивен центар, а од него нема ништо. Агроберза и многу други работи. Ветено враќање на моќта на местните заедници. Електронски систем на услуги, ефикасен јавен превоз, просторија за пензионерите, бесплатно интернет кафе, отварање на младински културен центар, ништо од сето тоа. На локален пат Крушевица-Подлес, возобновување на спортски и културен забавен живот, колку само го уназадија. Реконструкција на урбаниот дел Плоча, нема ништо, санација на патот до депонијата. Реконструкција на мостот на Црна река во Трстеник, одводнување на местноста Бавчите, нова канализациона мрежа во Росоман, нема ни 1 метар. Почитувани граѓани, дојде време се погласно да зборуваме за негативните работи кои штетат на нашата Росоман и Република Македонија. Дојде време да се слушне гласот на народот. Дојде време кога со соделување и гласно размислување на оваа ненародна власт ќе ја покажеме дека веќе не се работи, дека нема назад. За среќа, нашата татковина ја има нашата генерација, која ја прифаќа задачата да се зафати со обнова на Република Македонија. Сите заедно, секој со свој придонес и идеи, затоа што нашата Македонија заслужува и нашата општина Росоман заслужуваат заедно да ја започнеме обновата.